Почитувани сограѓани, по остварената средба со представниците на лицата кои до 18 години имале статус на деца без родители и без родителска грижа, се заложив како министер да направам се што е во рамките на моите надлежности за исправување на неправдата која им е нанесена. Имено, поради полесна интеграција во општествениот живот на оваа категорија на лица, Министерството за труд и социјална политика од 2013 година ја започна реализацијата на програмата наречена Д10 за вработување на лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа и во истата беа утврдени конкретни мерки за вработување на овие лица. Од 2013 до 2016 година со програмата се вработени вкупно 143 лица од оваа категорија на граѓани. Бројките се доволен показател за успешноста на оваа мерка, но од разбирливи причини истата беше стопирана од страна на претходниот министер Мила Царовска. Таа, иако имаше објавен оглас во 2016 година, не вработила ниту едно лице, односно не биле превземени никакви постапки за селекција на пријавените кандидати и не биле донесени одлуки за избор, иако имало доволен број на пријавени кандидати. Иако е една од најранливите категории, на кои им е неопходна помош и поддршка да се справат со предизвиците кои ги носи животот по напуштање на домот и згрижувачките семејства, не се превземени никакви мерки за вработување на ниту едно лице кој до 18 годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа. И покрај барањата и укажувањата на лицата за спроведување на оваа програма и остварените средби со представниците на владата, овие проблеми не се надминати. Ја користам оваа прилика да ви известам дека до владата на Република Македонија доставив информација за вработување на лица кои до 18 годишна возраст имале статус на дете без родители и без родителска грижа во 2020 година, со која ги информираме и бараме согласност за вработување на лица од оваа категорија на граѓани. Овие лица заслужуваат сигурна работа, редовна плата, како и можност за социјализација и интеграција во општествениот живот и неопходно е да се преземат конкретни и реални мерки. Министерството за труд и социјална политика мора да пружи рака на најранливите и оние кои што им е најнеопходна поддршка. Ви благодарам. Имате прашање? Јас имам прашање на темата. Денеска се подпишува договор со УПОС за добивање на К15 на дел од администрациите. Дали сметате дека треба целата администрација да добива регли за годишен одмор или само 20.000? Сегрегацијата на луѓето по било која категорија е неприфатлива. Ова е модулна сегрегација. Наспроти она кое што Социјалдемократскиот сојуз го промовираше пред 3 години, а тоа е живот за сите, на изглед не изгледа така. Еве една од ранливите категории. Имавме сегрегација по различни основи во рамките на Министерството, која што се покажа од страна на Социјалдемократскиот сојуз и конечно мерка која што прави дополнителна сегрегација сега по основ на К15. Секако дека размислуваме, меѓутоа мора да причекаме на времето и да видиме како ќе се решаваат овие понатамошни проблеми. Јас имам едно прашање. Министерка, знаеме дека во понеделникот ви било доставено решение од дополнителната заменичка министерка за законот за младински додаток. Таа испратила и писмо до вас преку имејл, исто така и допис. Па прашањето е зашто не го подпишувате, бидејќи крајниот рок бил до вторник, за да може луѓето да си го остварат ова право. Се е подпишано и не знам од каде ви се информациите. Зошто тогаш Не знам. На вистина не знам од каде се тврдењата, се е подпишано. Ште нека прашање? Може јас. Може. Че тука го изоставивме делот за финансирањето за студирањето. Значи, студенти кои што веќе се во процес, укинато им е финансирањето и практично не можат да го продолжат студирањето бидејќи немаат финансии. Зошто тој закон сега е донесен, значи до 26 години, а треба да тие веќе практично што се влезени во програмата треба да ги завршат студиите. Јас тука би дала предлог, значи да нема старосна граница, него да кој што не сме многу голем број на деца кои што би можело државата да не помогне, а воедно државата е мајка за нас.
Така е, државата треба да биде мајка за сите граѓани, не мајка за одредени, маќа за други. Го разгледувавме и ова прашање со законските измени во 2019 година. Всушност има ограничување на надоместокот за студирање на децата без родители и без родителска грижа со ограничување 26 години. Нажал, ние се запознавме со представници од оваа категорија и видовме дека има студенти кои што имаат 10.00 просек, кои што се затекнати во процесот, кои што се трета или на крај на четврта година на студиумот им е одземено ова право. Жалиме за ова. Сепак мора да не разберете дека во овој момент ни се врзани рацете за измена на законот, меѓутоа од април понатаму ќе го разгледаме ова прашање и неправдата ќе биде исправена. И уште нешто имам да кажам, конкретно за ДДС законот 2016 година, она има поднесено односно има поднесено документи за вработување, нема никаков одговор добиено воопшто, значи 2016. Ни повикани, и документите уште. Токму и за тоа е оваа пресконференција, бидејќи процесот е застанат во 2016 година, не е спроведена ниту една мерка, имаме 56 евидентирани лица кои што би требало веќе да бидат вклучени во програмата за вработување. Програмата била угасена од одредени причини, меѓутоа еве сега доставуваме информација до влада со која што ја реактивира. Работата е само, значи, државата да нема политичко прекуцавање, него треба таа категорија, значи треба да застанат сите за таа категорија, затоа што они немаат кој. Со мала корекција од моја страна, треба сите да застанеме еден до друг. Нема сегрегација по ниеден основ, сите граѓани се еднакви, нема ни идеолошки, ни политички, ни верски, ни расни, ни никакви поделби. Граѓанството стои заедно.